А сега во продолжение разговараме за следно. Нов пристап во превентивните прегледи и тоа преглед на целото тело за само еден ден. На каков начин и принцип и многу повеќе за ова ќе дознаеме од вашиот разговор, Сузе, но пред се да ви посакам добро утро тебе и добро утро на нашиот гостин, доктор Александар Станимировиќ, кој многу подобро ќе ни објасни на оваа тема, доктор инаку по општа медицина во Аџибадем Систина. Повеле. Добро утро, добар ден и убав викенд ти посакувам тебе и благодарам се. И се разбира добро утро и добре дојде за нашиот гостин од Аџибадем Систина, доктор Александар Станимировиќ, со кој што ќе проговориме и ќе подсетиме колку е важна превенцијата, ама и брзината на дијагностиката и отпочнувањето со процедури доколку се укаже на некој сериозен недостаток во нашето здравје. Во јавното здравство речиси е невозможно, па и за неколку недели и за неколку месеци да добиеме резултати во нешто, а и да ги истрчаме сите нешта. Но во Аџибадем Систина единствени во регионот имате нешто што и тоа како лесно, брзо и прецизно ќе ни даде одговор за тоа што се случува во нашето тело. Ај прво да почнеме од превенцијата. Зошто е важна превенцијата? Така, превенцијата како една гранка од медицината која што е проактивна се занимава со да кажем неколку сегменти. Тоа е едниот сегмент е актуелна проверка на целокупното здравје, како функционира нашиот организам, нашите витални органи. Другиот сегмент е она рана детекција на сите можни ризик фактори што се понатамошни можни компликатори на состојби и на сериозни здравствени состојби. И третиот сегмент е на рана детекција на сите промени и проблеми кои што се поврзани со во контекст на оние малигни заболувања. Значи превентивните прегледи ги опфаќаат сите овие сегменти за да направат една целокупна интегрирана состојба, односно представа за здравјето на еден поединец. Така. Зошто се важни и што содржат овие пакети, овие нови превентивни пакети кои што ги има единствено во Аџибадем Систина? Овие пакети што сега ги дизајнираме, ги конфигуриравме, содржат во себе една синтеза на повеќе испитувања. Во нив се вклучени и лабораториски испитувања, и радиолошки снимки, се што буквално поседува клиничката болница Аџибадем Систина како ресурси од најсовремени дијагностички процедури, тука зборувам компјутери, рентгени, ехо, магнетни резонанци, до сите оние специјалистички прегледи кои што се вклучени како интегративен процес во самиот чекап систем. Значи тука зборуваме во однос на пакетите, тие се конфигурирани на тој начин што имаме 3 степени на пакети, едниот што е основен, едниот што е среден, едниот што е пообемен. Тие се дизајнирани на тој начин што треба да одговорат и на потребата на самите пациенти, односно тоа колку сакаат во обемност да го проверат сопственото здравје, но и на она што значи одредени ризик фактори што се веќе претходно присутни, возрастни групи и секако полови разлики. Така да во самите пакети се дизајнирани на тој начин што имаме различни испитувања наменети за женска популација, различни испитувања наменети за машка популација, во однос исто на возрастните групи, некои испитувања според светски препораки кои што се прават над одредени возрастни граници, така да све е дизајнирано на тој начин да се излезе во пресред и на потребите на пациентите, меѓутоа и на тоа што е објективна медицинска индикација и потреба да се прави како испитување. Така, значи да не ги збуниме гледачите, значи тука не станува збор за еден поинаков систематски преглед. Овој преглед нема врска со систематскиот преглед. Зошто? Затоа што ова е нешто навистина многу повеќе од еден обичен систематски преглед, кој што знаеме сите опфаќа некои сепак најосновни проверки и испитувања. Во овие систем на превентивни прегледи би го нарекол, навлегуваат најмалку неколку специјалистички прегледи што се вклучени во повеќе специјалисти. И тука овој центар што го имаме сега унапредено и осовремено го возможува тој процес да биде организиран, да биде завршен во буквално еден ден, што е навистина исклучително тешко да се организира ако некој сам тоа сака нормално да го
да го прави дел по дел. Значи тука самиот центар во склоп на тие пакети што се формирани го организира од почеток до крајот движењето на пациентот низ болницата, низ сите испитувања. Сето тоа како резултати на крајот се сумира и пациентот добива една комплетна слика за се што направи во текот на денот, за сите резултати што ги има, за понатамошни препораки и во однос на контроли и во однос на евентуално ако откриеме нормално некои состојби за понатамошен третман. Така, одлично, навистина е ова една голема предност и едно големо олеснување за луѓето кои што водат сметка за своето здравје. Постои ли оној психолошки момент дека ние како пациенти, а сите сме ние пациенти, сме понекогаш многу лоши кон себе, за сите други знаеме да истрчаме, но за себе некако секогаш го влекуваме или си велиме ајде да не си го барам лошото, ако има нешто ќе се справувам. Постои ли тој страв кај луѓето дека не сакам да знам што се случува? Тоа е, мислам дека е дел од нашата генерална здравствена култура што имаме на ова понемје. Мислиме дека токму еден недостаток е буквално ова што сега ние го правиме, затоа што вакво нешто недостасуваше воопште како опција да се понуди на нашето население, да има на ваков начин организирани, софистицирани, ефикасно можност да се направи таков преглед, затоа што со ова мислиме дека ќе постигнеме унапредување на таа здравствена култура и на свесноста кај населението дека превентивните прегледи и раната детекција на болести на вистина се нешто што статистички е покажано и докажано во глобални рамки дека е неспоредливо подобро навремено откривање и детектирање отколку оние работи што после како компликации. Чекаме да дојдат симптоми и така натаму. Што се може да биде откриено на ваквите превентивни прегледи? Значи, како што веќе напоменав накратко, неколку ризик фактори што се генерално многу чести, што се откриваат и сосема случајно. Тука би ги напоменал високиот крвен притисок, проблемите со шеќер, висок шеќер, проблемите со масти, холестероли, срцевите аритми, проблемите метаболни во нарушување на дефицит на некои витамини или на електролити во самите лаборатории, така да тоа се некои работи кои што најчесто одат многу тивко, нечујно, перфидно. Да, тоа сакав да ве прашам, дали овие состојби кои веќе ги споменавте даваат симптоми или пак сепак даваат, ама ние си ги игнорираме, од времето ми е, од климата ми е, од ова ми е, од она ми е? Може да даваат до одредена рамка одредени симптоми, меѓутоа знаат да бидат доста скриени и најчесто даваат значителни симптоми кога веќе ќе прераснат во некоја посериозна компликација. Така да токму тоа е поентата и битноста за да на време се откријат тие за да се стават под контрола и елиминираат понатаму за да го спречиме тој процес на влошување и прераснување во некои сериозни состојби. Значи, од да речем, не толку многу опасни диагнози до најсериозни диагнози може да се откријат. Сето тоа собрано како ризик фактори, збориме шеќерите, мастите, високиот крвен притисок и стресот и сето тоа друго што го имаме, води кон ние најсериозни состојби, срцеви, мозочни удари, што знаеме понатаму колку потешко е справувањето и менаџирањето со сите тие. И сега сигурна сум дека и гледачите, а и мене ме интересира колку време претходно треба да се јават гледачите, да закажат и колку време на вашиот тим му е потребно да види во која категорија за каков тип на превентивен систем од прегледи треба да се упати тој истиот пациент. Тоа се работи исклучително брзо, тоа е целата поента, значи за пациентите контактираат преку каналите што се веќе познати, преку имейл, преку нашиот кол центар и преку нашиот веб страна. Таму се веќе објавени понудите и пакетите кои што стојат, меѓутоа во согласно со нашиот тим кој што ја води целата таа процедура, се одредува пакетот кој што е соодветен за одреден пациент и доаѓа на закажан преглед, тоа најчесто оди дури во текот на самата недела, да кажеме, закажувањето. Од кога пациентот ќе дојде из утрината на закажаниот преглед, почнува тој концизно организиран процес на спроведување на сите испитувања што се вклучени и најчесто завршуваме значи во една многу
ефикасен период од неколку часот со буквално сите испитувања и сите резултати ги имаме на крајот на денот за пациентот да знае што направил. Така. Во последниот пакет на превентивни прегледи имате вклучено и магнет на целото тело. Да. Не сум го чула тоа досега, од вас прв пат го слушнав. Да, тоа е да кажем една можеби по-револуционерна метода на една по-агресивна и детекција буквално на сите промени во целото тело. Ја превземавме тоа по светски препораки што се користат во превентивните прегледи. Така да тоа е навистина метода која што може да си ја приушти клиничката болница Аџибадем Систина да направи, исклучително ретка можност што на друго место дури во регионов е тешко да се организира такво нешто, а тука можеме тоа заедно со сите прегледи, испитување да го завршиме во еден ден, што е навистина нешто исклучително шанса за нашето население да го направи. Значи денеска се прави магнетот и денеска и се читаат резултатите. Се читаат резултатите, ги имаме, да. И на крајот на денот пациентот си заминува дома со резултати од сите испитувања комплетно цело тело, значи прегледано во еден ден. Да, секоја чест, навистина секоја чест за тимот на Аџибадем Систина. Ајде малку едукативно, бидејќи го споменавме магнетот, а кога го споменуваме магнетот, веднаш помислуваме и на КТ, односно компјутерска томографија. Ние сме, за жал, што не сме медицински лица и многу неедуцирани во тој поглед, така да не знаеме зошто се прави рентген некогаш, зошто се прави компјутерска томографија, зошто се прави магнет. Тоа се различни испитувања радиолошки кои што индикаторите се во зависност нормално и од состојбата и од потребите на пациентот и од медицинската индикација. Конкретно во превентивните прегледи ние имаме вклучено, бидејќи магнетот е испитување кое што е без радиација, значи без зрачење, компјутерската томографија има одреден тип на зрачење, меѓутоа во превентивните прегледи имаме вклучено така наречени компјутерски томографии што се со скрининг метода, каде што се користи ниска доза на зрачење, така што на пациентите кога им треба компјутерска томографија за детекција на некои промени, користиме оние ниски дози на зрачење на компјутер што се многу помалку штетни отколку да се прави оној вистински, да речеме, компјутери со контраст и така натаму. Така да во смисла на превенција магнетот и компјутерите рентгените што ги имаме, навистина од сето тоа брзо, ефикасно и е организирано на тој начин да нема никаква штета на здравјето на пациентите, затоа што се работи сепак за превенција, а да имаат бенефит, односно да откриеме дури и минимални промени и проблеми во организмот. Така. Јас сум сигурна дека ние денеска ќе успееме со овој разговор да ги поттикнеме, ама и да ги подсетиме гледачите за тоа колку е важно здравјето и колку е важно да спречиме наместо да лечиме. Колку време веќе овие пакети во пракса постојат и каков одзив имаат на вашите клиенти? Веќе почнато е некаде околу 1 месец да работиме со новите дизајнирани пакети. Имаме неочекувано голем одзив, да, затоа што навистина е ова една би кажал актуализирана гранка глобално медицински и ние пробуваме тоа да го испопуларизираме и кај нашето население, да тоа што веќе спомнав да го напредиме како здравствена култура и да добиеме на повисока свесност за превенцијата како клуч во заштита на здравјето. А не само еден месец во годината, кога е месец за женско здравје или кога е месец за машко здравје. Значи тоа е неврзано сезонски, може да се прави во било кој период во годината, неврзано дури со возраст, може да го прави од најмлад до најстар како испитување. Да, уште тоа не ве прашав, на колку време според вашите препораки стручни би било добро да ги правиме овие превентивни прегледи? Најчесто се прават на годишно ниво, некогаш некои до испитувањата можеби да се повторуваат на 2 години, меѓутоа некогаш откриваме некои работи кои што сакаме да ги следиме и побрзо, па правиме контрола и порана на неколку месеци, 3 до 6 месеци, така да многу е битно што ќе откриеме на некои од испитувањата. Ако е се идеално во ред, онда препораките се на годишно ниво да се прават цитативно контроли. Меѓутоа, во зависност од тоа што ќе го детектираме како патологија, може да се случи да побараме и порани контроли, се со цел да не ризикуваме и најмалите проблеми да ги следиме, да не настане нешто поголемо.
Одлично. Многу ви благодарам што проговоривме за превенцијата, која е многу важно да се зборува и да се потсетува секој ден, бидејќи се може да почека, само здравјето не. И болеста нема сезони, болеста може да се појави било кога, скриена или нагласена, како и да е, наше да се бориме и наше да направиме се за да го држиме стабилно нашето здравје. Со некоја следна тема ќе се видиме повторно во нашето студио. Ви благодарам. Благодараме се. Ви благодарам за овој корисен разговор и како велиме, докторите не се волшебници, магионичари, треба и ние самите да ги правиме оние редовни контроли за да дојдеме на време, за да вие можете да интервенирате и да помогнете. Благодарам, секој добро и се гледаме повторно, се надевам, на друга тема некоја.